Денеска православната црква ги празнува светите апостоли Јасон и Сосипатар, светата маченичка Керкира и светите маченици Максим, Дада и Квинтилијан. Светите апостоли Јасон и Сосипатар и светата маченичка Керкира. Првите двајца биле од 70 апостоли, а последнава била керка на некој цар од островот Крв. Јасона и Сосипатра ги споменува светиот апостол Павле и ги нарекува своји роднини. Свети Јасон бил родом од Тарс, како и самиот апостол Павле, а Сосипатар од Ахаја. Првиот бил поставен од апостолот Павле за епископ Тарсиски, а вториот за епископ Икониски. Патувајки и проповедајки го Евангелието, овие двајца апостоли пристигнале на островот Крв, каде што успеале да изградат црква во името на светиот првомаченик Стефан и да придобијат некои незнабожци за црквата. Царот на тој остров ги фрлил во самица во која биле затворени 7 разбойници: Сагорни, Јакисхол, Фаустијан, Јануари, Марсали, Ефраси и Мами. Овие 7 на апостоли ги превеле во верата Христова и од волци ги направиле јагниња. Слушајки за тоа, царот наредил тие 7 да се убијат со смрт во врела смола. И така, тие примиле маченички венец. Кога потоа царот ги тормозел апостолите, неговата керка, девицата Керкира, ги гледала од прозорецот маките на тие Божји луѓе, па дознавајки поради што ги мачат, и самата се прогласила за христијанка и им ги раздала сите своји накити на сиромасите. Царот се разгневил на својата керка и ја затворил во посебна самица, па бидејќи не успеал со тоа да ја одврати од Христа, наредил да ја запалиле самицата. Самицата изгорела, но девицата останала жива. Гледајќи го тоа чудо, многу народ се покрстил. Разјарениот цар тогаш наредил керка му да ја приврзат за дрво и со стрели ја убиле. Оние што поверувале во Христа, избегале од страшниот цар на блискиот остров и се скриле. Царот тргнал со лагја да ги фаќа, но лагјата потонала во морето и така нечестивиот цар загинал како некогаш фараонот. Новиот цар ја примил верата Христова, се крстил и го добил името Севастијан. Јасон и Сосипатар слободно го проповедале Евангелието и ја утврдувале црквата Божја на крв до длабока старост. Тука и го завршиле својот земен живот и се преселиле во дворовите Господови. Светите маченици Максим, Дада и Квинтилијан пострадале во времето на Деоклецијан. Биле судени и мачени од војводата Тарквини. После самувањето и мачењето биле исечени со меч.